Доаѓаат подобри денови за Демирхисар и Македонија. Доаѓаат посреќни денови за сите жители на оваа наша измачена земја. Времеето на криминалот, лагите, корупцијата е пред заминување. Македонија наскоро ќе се трансформира и ќе биде наша гордост. ВМРО ДПМН поддржува универзитетски професор, жена која успеа да остави огромна трага во собранието со својата работа, која со својата остроумност суштински придонесе во дискусиите и се најде меѓу неактивните говорници меѓу пратениците. Не бил должел да зборува многу за нејзиното професионално досие, бидејќи верувам дека на сите веќе им е јасно за колку успешен човек станува збор. А за гордоста наша да биде уште поголема, таа е наш близок човек кој потекнува токму од оваа наша изборна единица и ги споделува истите маки, истите ставови со сите нас. Пред 6,5 години е започна она нивна кампања кога велеа дека ќе донесле живот низ Македонија. Наместо живот за сите, така велеа, нели општество за сите, тие донесоа живот за малкумина, кои што се денес во врхушката на СДСМ и ДУИ, а за сите нас останатите донесоа вистински пекол. Кога зборам за вистински пекол, ќе ве потсетам на некои од нивните ветувања. Велеа дека ќе сме имале европско здравство. Од европското здравство не остана ниту односно има едно ама тоа е еврата кои што ги украдоа од нашиот здравствен систем и сега се во џебовите на малкумина преку наместените тендери. Денеска не само што немаме европско здравство, туку имаме здравство во кое што луѓето не можат да добијат ниту елементарна здравствена услуга. Се сеќавате, зборуваа дека образовниот систем ке бил како во европските високо развиени европски држави. Каква е реалноста? За жал, нашите ученици на 1 септември, најголемиот дел од нив не добија книги од кои што ќе може да учат, а некои се уште учебната година ќе заврши, се уште немаат добиено книги за да можат да ја завршат учебната година. Се сеќавате на земјоделците им ветуваа за гарантиран откуп, по загарантирана цена, по високи субвенции, а што направија? Ниту за гарантиран откуп, ниту за гарантирана цена, полињата се пустошат, луѓето се одселуваат, нема кој да ги работи, нема кој да ги сее, нема кој да ги жнее. Тоа е реалноста која што ја донесоа во Македонија. Од оној ветуваниот живот донесоа вистински пекол. За неколку недели од денеска ќе ги отвориме тефтерите, ќе ги ослободиме институциите и ќе видиме што е тоа што го прави овие 6,5 години. Дали тоа што го збори Стево, дека тој барем не крадел за разлика од сите останати, е вистина така или не е така? Има страв Стево и нему блиските затоа што треба сметките да се срамнат. Треба одговорноста да дојде. Забладијала им се промени на членови во кривичниот законник. Забладијала им е себе амнестија на неколку месеци пред нивниот двоен пораз на овие избори. Свесни се и стравот им е укоски затоа што знаат дека сториле многу криминал и ќе одговараат после 8 мај. Ќе одговараат за тоа што го направија на овој народ и за тоа што го оплячка овој народ. Ти на овој крстопат што си и сака светот да го